Добро вечер на сите. Ја прифатив поканата да гостувам вечер, бидејќи треба да кажеме некои факти кои се вистините и треба да зборуваме за правдата. Не е поентата во тоа да се напаѓа некој, туку да се каже реалноста. И затоа денеска имавме прилика да го прочитаме мислењето на глумецот Оливер Митковски, кој рече дека не настапи вчера не само затоа што ова е негова професионална обврска, туку и обврска како човек. Значи овде настапувам пред се како човек. Што би рекле, зошто е ова вистина и зашто се работи конкретно? Имавме една ситуација на 27 април, кога знаеме дека после тоа се презема и се водеше кривична постапка за луѓето кои влегува во собранието за учество во толпа, што всушности се работи за тоа дело. Сега одеднаш, после 7 месеци, се прави нова конструкција, што не може да се каже дека се работи тука за криминал или за кривично дело. Оваа конструкција представува смешна конструкција за тероризам. Значи нема никакви основи за тероризам, сите ги знаеме тие луѓе, тие ни се повеќето од нив пријатели не само на членови на партија, туку и на цела Македонија. Значи секој знае дека Бетмен знае да седне на маса во ресторан и дури најнерасположениот човек да го расположи. Истото и со Владо Јовановски и со другите луѓе кои учествуваа во за заедничка Македонија. Така што не може никој од нив да биде терорист после 7 месеци од случувањата. Требаше да се затвори целата конструкција со незаконскиот избор на собранието, бидејќи и партијата ВМРО-ДПМН го прифати тоа. Беше изгласан, знаеме како беше изгласан, и да се затвори тоа, да дојде до национално помирување, да одиме напред и да се прават реформи. Да ги земеме сега условите законски според кои се одредува притвор. Дали за овие 7 месеци некој од нив не можеше да избега? Можеше да избега, кој сака, ни еден не избега. Значи нема основа, јас не сум ја видел одлуката на судот, меѓутоа еве зборуваме што пишува во законот. Дали можеше да влијае на сведоците? Можеше да влијае на цела Македонија, затоа што 7 месеци се расправаше за тоа, се зборуваше и никој на никого не влијаеше, значи таа одлука не држи. Ни една одлука од кривичниот законник која е за водење и поведување на кривична постапка за обезбедување на лица. Значи мерката притвор не може да биде заканат со малтретирање и така натаму. Гледаме дека Митко Чавко почна да штрекува со глад затоа што не му давале да пие терапија, не му давале да се прегледа и така натаму. Значи тоа е обратно од тоа што представува одредбата во кривичниот законник и што треба да биде. И на крај, дали би го повториле делото? Значи како ќе го повторат делото кога протестите престанаа? И тој основ, тие 3 основи се во кривичниот законник за одредување притвор, а на сите им е одреден притвор. И затоа го прашувам ова судство наше, против кое претходно беа незадоволни претходните, што беа опозиција, сега не е задоволна сегашната опозиција, значи никој не е задоволен, врз која основа ги донесе овие одлуки луѓето да одат во притвор, кога ни една од тие основи не може, не држи и не може да се воспостави. Тоа е едно. Друго, вчера бевме сведоци дека луѓето што беа вратени, предметот беше вратен на повторно одлучување пред судот првостепен за Монструм, вчера беа ослободени од Врховниот суд. Значи највисокиот суд во државата носи одлука да ги ослободи луѓето кои не дека не го извршиле делото, туку треба да се повтори постапката. Тука имаме сосема обратна ситуација. Двајца од тие што се веќе осудени се во бегство. Значи постои голема веројатност и овие другите четворица да отидат во бегство, односно да се дадат во бегство и се пуштаат на слобода. Значи не е важно дали таа одлука кај што е применета во овој случај 27 октомври е законска или незаконска. Врховниот суд, највисокиот суд во Република Македонија, ги ослободува тие луѓе. Тоа ли беше целта на доаѓање на власт, на давање на мандатот, на правење на владата и на ова судство кое сега порано беше нарекувано Сваровски судство, сега одеднаш се сврте за 360 степени. Значи тоа не смееме да дозволиме во иднина,
мора да се продолжи ова, да се ослободат луѓето кои невини лежат овде и да почнеме конечно со реформите, бидејќи знаеме дека пред неколку недели беше нели во посета на Република Македонија еврокомесарот Јоханес Хан и рече дека во Европска унија не се задоволни со реформите и со динамиката како се прават, а се знае дека реформите пред се однесуваат на судството во Република Македонија. Значи треба да заврши ова што јас го нарекувам комедија и да почнеме еднаш да водиме напред, да ја водиме државата напред, што е најважно од се. Сега се симна веднаш имунитетот за 7 пратеници. Тоа е преседан кој не се случил од осамостојувањето на Република Македонија. Значи 27 години не се случило такво нешто, колеги нивни да гласаат во собрание да им се одземе имунитетот. И како ќе ја водиме државата, како ќе ги правиме реформите ако овие луѓе утре бидат притворени, еве или задутре, не е битно кога ќе почне постапката. Така што треба да се стави крај на овој циркус и да почнеме да одиме напред ние и Република Македонија како држава, да ја задржиме државата како целина, да не правиме некои недозволени работи кои ќе не одведат во граѓанска војна, туку да направиме се што е најдобро за нашата држава, бидејќи само на тој начин ќе ја задржиме државата, да не дозволиме никакви влијанија од страна и да продолжиме со ова работа со протести за да се ослободат луѓето, бидејќи се работи за огромна бројка која лежи невина. Веќе се спроведе една постапка за учество во толпа, веќе има луѓе осудени за тоа. Знаеме дека за едно влечење за коса се доби затвор од 4 години. А вчера се ослободија луѓе за убиство. Значи, доста е, евидентно е дека нема објективно водење на постапките и мора овие луѓе да бидат ослободени. Благодарам на вниманието.